Добро вечер, дневник на ТВ+. Еве што ќе гледате. Бизнис центар за поддршка на приватниот сектор во североисточниот регион отворен во Куманово. Започна одбележувањето на детската недела со низа активности. Ивица Костовски, нов председател на ЛДП, одлучија неговите сопартици. Одбележани седмите Бајловски средби. Бизнис центар за поддршка на приватниот сектор во североисточниот регион денеска е отворен во Куманово. Проектот е финансиран од Министерството за локалната самоуправа и има за цел да ја заекне соработката на јавните институции и бизнис секторот. Со заеднички проекти со кои ќе аплицираат во домашните и странски фондови, ќе се заекне бизнис климата и ќе се подобри економската состојба во 6 општини. Бизнис канцеларија која ќе работи во состав на Центарот за развој на Североисточниот плански регион денеска беше отворена во Куманово. Целта на проектот е да се поврзе централната и локалната власт со бизнис заедницата во регионот и со тоа да се создадат услови за заедничка соработка и аплицирање на проекти на домашните и меѓународни фондови. Бизнис канцеларијава е битна за овој регион како и за другиве региони, затоа што во суштина има намена да поврзува централна власт, локална власт и бизнис заедницава во регионот. Не секогаш бизнис заедницата ги има сите информации за можните фондови за инвестиции, било да се државни, национални или надворешни од меѓународни организации. Не секогаш локалните власти ги имаат сите информации за апликација на програми и проекти меѓународни и локални, така да ова канцеларија ќе овозможува првична задача ќе биде формирање на софтверско решение, каде што би се опишувале сите економски и географски капацитети и потенцијали на регионов, вклучувајќи законски, подзаконски и други останати прописи кои што се потребни на заедницава и на субјективе. Бизнис центарот за поддршка на приватниот сектор во североисточниот регион е целосно финансиран од Министерството за локална самоуправа и за таа цел се одвоени 800.000 денари. Проектот ќе трае до март 2016 година, а бројот на вработените ќе зависи од потребите. Градоначалниците на општините од североисточниот регион во овој проект гледаат шанса за привлекување на странски инвеститори и развој на регионот, со што ќе се исправи грешката од минатото во најсиромашниот дел од државата. Ова е еден почеток за кој мислам дека во наредните периоди ќе даде допринос во однос на експанзијата во економскиот дел во регионот, бидејќи знаете дека Североисточниот регион е најнеразвиен регион во државата, од сите 6 региони, подразбирлива рурална карта на самите општини. И мислам дека ово е како потребно од позиција што имаме масовно иселување од Североисточниот плански регион, на тој начин ќе допринесеме и за засврсување на реалниот сектор, подобривање на бизнес климата и создавање на амбиент да луѓето останат и творат во оваа држава, во овој регион. Како што беше истакнато, тоа ќе биде во почетокот со едукација, со на некој начин обуки на самата бизнес заедница, но сепак тие обуки ќе бидат добредојдени кога ќе дојдат оние структурни проекти, оние структурни фондови кои ќе бидат отворени за нас и ќе може да се направи многу повеќе. Мислам дека ова е една убава работа, мислам дека ова треба да вроди интерес на сите претпријатија кои се заинтересирани за да добијат од овие средства. Директорот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион Младен Протиќ најави дека за потребите на бизнис центарот ќе бидат изработени веб-портал, регионална програма и акционен план, водич за инвестиции и потенцијалот на регионот. Со бизнис заедницата ова ни е прв позначаен обид да поставиме линк помеѓу бизнис заедницата и јавниот сектор, секако со вклучување на невладиниот сектор кој исто така може да овозможи некој развој, односно заеднички напори за подигање прво и на капацитетите на самите мали и средни предпријатија за аплицирање кон европските фондови и националните фондови, а второ и заеднички интерес за правење на општествено добро, значи не е само правење на профит. Досега вакви канцеларии се отворени во 5 региони кои веќе ги дале очекуваните резултати, а истото го очекуваат и бизнисмените и представниците на институциите во североисточниот регион.
Со прием на ученици кај градоначалникот Зоран Дамјановски започна одбележувањето на детската недела под мотото "Сите заедно за подобро утре". Во текот на неделата сите училишта преку различни активности и приредби ќе се вклучат во одбележувањето на празникот на детето. Учениците ќе станат и членови на детската организација на Македонија со добивање на беџ и пасош на организацијата. Сите заедно за подобро утре е мотото на детската недела годинава. Ученици од повеќе основни училишта и деца од градинката Ангел Шајче традиционално првиот ден од детската недела го посетуваат градоначалникот на Куманово. Во едночасовната средба со првиот човек на градот, децата имаа можност да рецитираат литературни творби, да поставуваат прашања кои ги засегаат, но и да му подарат на Дамјановски неколку ликовни дела изработени од нивните вредни раце со асистенција на наставниот кадар. Градоначалникот Дамјановски е задоволен од 10-годишната соработка на Сдруженијето за грижи и воспитување на децата со општинскиот сектор. Сакам пред се да се заблагодарам на овие деца кои покажаа една таква љубезност, еден воспитен профил, деца кои имаат голема одговорност према својата возраст, со убави творби, ликовни, литературни, интересот за градот што го покажаа. Тоа зборува дека Куманово има иднина и се надевам дека целата наша борба што е наш поставител во нас сега да обезбедиме пристојно место и перспектива за нас е токму ради вас кој го покажувате денеска. Сдруженијето за грижи и воспитување на децата на сите училишта им препорачало голем број на активности кои тие ќе ги реализираат во текот на неделата, во зависност од нивните можности: спортски надпревари, игри без граници, цртање на плочник. Се потрудивме, значи желбите на децата за подобро утре да ги представат и преку ликовни творби и преку литературни творби. Тоа и го направија, навистина беше прекрасно. Градоначалникот ги слушна сите литературни творби, а ликовните творби од страна на децата од детска градинка беа навистина за воодушевување и градоначалникот беше презадоволен. Еден од највозрастните членови на Сдруженијето е долгогодишниот председател Живко Петрушевски, кој иако е пензионер, сепак е многу активен. Во Сдруженијето сум неколку мандати како председател, така да сум креатор на таа програма што денеска се спроведува. Ali благодарение на тој тим што го имам сега, што е оставено, како да речеме, у наследство, се одличен тим и ми прават задоволство и се уште не ме оставаат на мир. Во текот на оваа недела првачињата стануваат и членови на детската организација на Македонија со добивање на беџ и пасош. Според Стошевска, секое училиште на свој начин си подготвува приредба на која учествуваат и поголемите дечиња, но и децата од градинките. Таква приредба денеска беше организирана во основното училиште Крсте Мисирков. Настанот е со цел да се запознаат децата со нивните права и должности кои што треба да се почитуваат. Нова приредба дечињата беа запознаени со своите права и должности кои што ги имаат нели сите деца во светот, скоро сите деца во светот. Денешни наши гости се драги првачиња од нашето училиште заедно со нивните учителки, понатаму децата од големата група од градинката Ангел Шајче, детската градинка Ангел Шајче, и што уште да кажам, нашите ученици кои што еве веќе дел се и во представата вклучени, сите наши колеги и колешки така. На манифестацијата, освен учениците од Крсте Мисирков, со своја точка настапија и децата од поголемата група од градинката Ангел Шајче. Работилница за промоција на детските права се одржа во Техничкото училиште Наце Буѓони. Во рамките на проектот промовирање на детските права и интеркултурна соработка, учениците посетија летен камп, а стекнатото знаење им го пренесоа на своите врсници. Детските права и интеркултурна соработка беа промовирани на работилницата во Техничкото училиште Наце Буѓони. Промотори на настанот беа ученици кои го посетија летниот камп во Струга во рамките на проектот промовирање на детските права и интеркултурна соработка. Проектот го спроведува хуманитарното здружение Мајка од Куманово во соработка со неколку невладини организации со поддршка на детската фондација Песталоци. Станува збор за промоција на детски права и интеркултурна комуникација. Ова беше и тема на летниот камп, каде што децата добија обука за презентација и промовирање на детските права и интеркултурната комуникација.
Значи, децата учесници од летниот камп ќе ја одржат оваа работилница пред други деца, нивни соученици, низ 3 различни школи во Куманово. Како резултат на стекнатите вештини, учениците креираа акциони планови за спроведување на националната кампања "Сите деца со исти права за подобро утре", која ја објаснија пред присутните на работилницата. Ни ги презентира детските права со цел ние да ги пренесеме детските права, како да се зачуваат тие. Имавме многу проекти, игри за детски права. Па ќе им објасниме дека секој дете има право на образование на живот, секој дете треба да ги знае своите права, да не биде дискриминиран од другите, да го има својот идентитет, да не биде омалужуван од другите. Утре и задутре работилници на иста тема ќе бидат спроведени и во гимназијата Гоце Делчев и економското училиште Перо Наков. По повод Светската недела на детето во четврток ќе се организира спортски натпревар во техничкото училиште Наце Буџони. Во петок пак на градскиот плоштад е закажана манифестација на која се поканети сите основни и средни училишта во градот. Секретарот на Либерал-демократската партија Ивица Костовски избран е за нов претседател на партијата. Тој доаѓа на местото на Зоран Павловски, кој подолг период ја водеше партијата. Костовски како нов претседател истакна дека ќе се заложи за формирање или обновување на нови местни одбори, но пред се за привлекување на што поголем број нови членови во партијата. Ивица Костовски, поранешен секретар на Либерал-демократската партија од Куманово и актуелен советник, е избран за нов претседател на општинската организација. На вчерашното 6-то поред редовно собрание тој го победи неговиот против кандидат Драган Митевски. Посебна чест и задоволство ми е што ме избра и ми ја даде довербата поголемиот број на членови на општинскиот одбор и поголемиот број на членови на Либерал-демократската организација од општина Куманово. Во ова ја користам приликава да се заблагодарам прво на сите делегати кои успеа да ги остават своите домашни обврски и да дојдат да присуствуваат на собранието, и посебно на сите, и они што гласа за мене и они што не гласа за мене. Верувам дека ќе оправдам нивната доверба и ќе работам за интересите на партијата. Костовски доаѓа на местото на Зоран Павловски, кој подолг период ја водеше партијата. Тој вети дека ќе даде се од себе за поголем успех на ЛДП, а е подготвен и своите лични интереси да ги стави во втор план. Како нов претседател на основна организација на Либерал-демократите во Куманово, значи мојата заложба ќе биде ревидирање на членството, формирање или обновување на нови местни одбори и привлекување на што повеќе број нови членови во партијата, од кои посебен акцент ќе ставиме на привлекување на млади луѓе. На собранието беа избрани и членови на извршен и надзорен одбор. Инаку на истото присуствуваа 102 од 125 поканети делегати. Советниците на ВМРО ДПМН бараат именување и нумерирање на улиците во градот и при градските населби. Според нив станува збор за проблем за чие решавање не се потребни финансиски средства, поради што градоначалникот Зоран Дамјановски ќе мора да смисли поинаков одговор од вообичаениот дека општината нема пари. Советничката група на ВМРО ДПМН во Куманово денеска покрена иницијатива за решавање на прашањето за именување на улиците во градот, поради што многу кумановци не можат да го остварат своето основно право како државјани на Македонија да добијат лични документи. Советниците потенцираа дека за решавање на овој проблем не се потребни финансиски средства, а градоначалникот според нив ќе мора да смисли поинаков одговор од вообичаениот дека нема пари. И понатаму, многу приградски населби се водат како населби без уличен систем. Или пак жителите на цели населби се водат на една фиктивна адреса. За почеток, како советничка група во Совет на град Куманово, ќе побараме точка на дневен ред на која ќе побараме името на плоштадот во најстрогиот центар на градот од досегашното Нова Југославија да се промени во плоштад Македонија.
За оваа иницијатива советниците ќе побараат и поддршка од граѓаните преку собирање потписи. Инаку според ВМРО ДПМН, Куманово изобилува со многу проблеми кои поодамна чекаат на решавање, но за нив локалната власт нема пари, а во исто време се трошат големи суми за некои намени кои не се приоритет во овој момент. Секако, во прв план би биле оние екзистенцијални, кои ги засегаат граѓаните. Например, решавање на проблемот со невработеност. Проблем кој најчесто како прв го истакнуваат повеќето наши сограѓани. Преку создавање услови за изградба на индустријска зона. Проблемот со водоснабдување, кој исто така е нешто што се однесува до основните права на секој човек. Проблемот со сообраќајот. Советниците се надеваат дека прашањето за именување на улиците во градот ќе го кренат од, како што велат, мртва точка. Со богато културно-уметничка програма и спортски игри се одбележаа седмите поред бајловски средби. Беа прикажани свадбените обичаи од овој крај и се подготвуваше пита на традиционален начин. Манифестацијата организирана од Сдруженијето Козјачие во срцето под покровителство на општина Старо Нагоричане. Со песна и игра сред село, жителите на козјачките села, Куманово и различни краеви од земјата и странство ги одбележаа седмите поред бајловски средби. Посетителите уживаа во народните игри, фрлање на камен во далечина и брзо пиење на пиво, а беа прикажани и свадбените обичаи од овој крај. Имаме посетители од Холандија, кои што дојдеа да ги видат нашите обичаи, посебно свадбените обичаи кои што се негуваат во овој крај, кои што е трета година поред ги презентираме преку културно-уметничките друштва. Оваа година тоа е културно-уметничкото друштво фолклористи од Кирија Паланка, Кут Српски вест и културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски од Куманово. Така да видовте дека побудија голем интерес и се надеваме дека оваа традиција ќе продолжи и во наредните години. На манифестацијата вештите домаќинки од Бајловце, Куманово и Скопје приготвија пита на традиционален начин. Гостите имаа прилика да ги вкусат специјалитетите и да ја изберат најдобро приготвената пита. Поносни смо што учествуваме, не е битно кој добиемо, кој изгубимо. Важно е да се учествуе срце. Ова бањата тут се приготвува, ние ја убаво сукаме тенко, убаво испечуваме за да не се поругаме од овој народ, овој нашиот свет. Многу благодарно што не повикате, многу е убаво. Стали луѓе се потрудуваме. Мислам дека се убави баници, убави народ. Традиционално на овој ден луѓето доаѓаат во Бајловце да ги посетат своите огништа, да се присетат на своето потекло и да ги обноват старите пријателски и роднински врски. Манифестацијата е организирана од Сдруженијето Козјачие во срцето, под покровителство на општина Старо Нагоричане. Според организаторите, бројот на посетителите на бајловски средби постојано е во пораст. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа актерите од Драмскиот театар Скопје ја одиграа представата Чолак во режија на Синиша Евтимов. Наредната представа на деновите на комедија премиера во сабота на Прилепскиот театар во режија на Коле Ангелевски ќе се игра во среда. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев, синоќа Драмскиот театар од Скопје се представи со невообичаена драматургија представата Чолак во режија на Синиша Евтимов. Станува збор за поинаков тип на драматургија, инспирирана од првиот текст на ирскиот писател Мартин Макдона, по неговото заминување во Холивуд. Кумановската публика е поизградена од скопската со воодушевување, вели Сашо Тасевски, актер во представата Чолак. Од тоа може да заклучите дека представата беше супер, се чувствувавме одлично на сцена, публиката се чувствуваше одлично и тоа е доволно за еден театарски чин кога има добри глумци на сцена и кога има задоволна публика. Актерот смета дека публиката е научена на граѓанска комедија и дека тешко ќе ја прифатат представата, но по премиерата и гостувањето во Куманово вели дека театарската публика веќе почнува вистински да ги доживува овој тип на драматургии. Како што гледате, ова е тарантиновска, нели, драматургија, тарантиновски ликови се ова. Одма се приметува, нели. Во таа смисла ни беше малце, затоа што сме ние, нели, така да кажам, урбани дечки, растени сме со тие филмови, ни беше некако полесно да ги, можеби да ги абсолвираме, да ги впиеме тие карактери.
и така да немавме некои големи проблеми за време на процесот на работа. Релативно брзо и лесно ја совладавме материјата, така да кажеме, и самиот режисер, нели, Синиша Ефтимов е, така да кажам, тарантиновски тип, и му лежи оваа драматургија и колку е пооткачен текстот и многу му е полесно да направи уште пооткачена представа, така да немавме некои големи проблеми, идеше многу лесно и многу гладко. Подготвувањето на овој тип на драматургии не им одземало многу време на актерите. Лесно ги прифатиле улогите и се надева дека уште еднаш ќе ја играат представата пред кумановската публика. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 25 степени Целзиусови, а минималната се намали до 16. За утре се најавува сончево време, а ќе дува слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне 24 степени Целзиусови, а утринската 12. Ова беше последната информација во денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.